Приватно домашно или странско правно лице може да извршува железнички превоз на патници и на стока по овие пруги само откако Република Македонија ќе влезе во Европската Унија. Ова е членот од законот кој што ја спречува либерализацијата на железничкиот сообраќај. Овој член од законот за железнички систем донесен во 2012 година и понатаму го отвора прашањето дали Македонија, која е клучна нишка од коридорот 10, треба да остане затворена за влез на нови компании кои ќе ги нудат овие услуги. Во моментов, МЖ Транспорт АД е единствениот железнички оператор за превоз на патници и товар. Немањето на конкуренција си го прави своето, значи квалитетот на услугите кои што се нудат од постоечкиот државен оператор е на многу пониско ниво нели од потребното и затоа поготово индустријата во делот на товарниот сообраќај бара алтернативни решенија, тие алтернативни решенија се камионскиот превоз. Тој камионски превоз е можеби пофлексибилен од железницата, меѓутоа секако е поскап, делува повеќе на загадувањето на животната околина и со тоа придонесува и за зголемување на трошоците на самите компании. Цената на превозот во крајниот производ учествува со дури 15% во одредени производи. Значи, вие ако имате поевтин превоз, ќе бидете поконкурентни на самиот пазар. Железницата како кичма на една држава, како кичма на стопанството, е главниот мотор на стопанството. Ако имате лош железнички систем, стопанството не може да напредува. Со либерализација на пазарот на железнички услуги во Македонија ќе се створи една ситуација каде што бизнис заедницата ќе имаат поголеми алтернативи за бирање на транспортни средства, ќе ги намалат собствените трошоци и ќе бидат многу конкурентни на странските пазари. Од железниците во регионот, единствено македонската не е либерализирана, вели Трпевски, и додава дека штом еднаш ќе се сменат рутите, а тоа може да се случи поради исклученоста на Македонија од системот, многу тешко може да се вратат повторно. Затоа тој апелира да се побрза со отворање на овој пазар и пред влезот во Европската Унија, бидејќи инвеститорите се уште се заинтересирани за влез во овој сектор. Приватните оператори не се откажуваат од работата во Република Македонија, затоа што Македонија е само мал дел од коридорот 10, некои си 200 километри. Веќе се прават големи инвестиции од страна на приватните оператори во соседните држави, во Грција, во Србија, веќе во Србија имате 7-8 приватни оператори. Таму имате огромна должина на пруга, е многу поатрактивна, меѓутоа без Македонија како чворна држава на Балканот овдека, либерализацијата не може да има ефект. Не може ние како држава да бидеме кочничари на целиот развој на целиот регион, затоа што железницата не е бизнис кој што се работи само во границите на една држава, тоа е бизнис кој што зафаќа поголеми простори и не може да се гледа овој бизнис во сегментите на границите на самата една држава. И според директорот на МЖ Инфраструктура, либерализацијата е единствен начин ова државно претпријатие да ги покрие загубите и да им се понуди квалитет и пониски цени на компаниите. Јас неколку пати сум кажал, па и сега ќе го кажувам, многу е, не знам, неразбирливо, тоа што не трпи само инфраструктура штета од ова работа, туку и самиот МЖ Транспорт, као транспортна компанија, која со ова, да кажеме, со ова забрана за влез на други оператори, демек, оние ќе бидат во позиција да ги вршат овие услуги за да обстојат, туку со студиите што ги имаме направено и праксата што се случува, и тие исто така губат многу, но инфраструктурата во најголем дел губи многу од тие примања. Сега, знаете, ако вие немате доволно транспорт, а имате капацитети за да го подигнете нивото на транспорт барем за 10 пати или 25 пати со постоечката железничка инфраструктура, тогаш нормално дека загубите се многу големи. Ние дел од тоа се финансираме од пристапот на железничка инфраструктура, и тој пристап би требал да донесе доволно средства за ние да можеме и да ги подигнеме уште повеќе услугите и кондицијата и целата состојба на железницава. Во Националната транспортна стратегија 2018-2030 се констатира дека отсуството на либерализација го отежнува функционирањето на МЖ Транспорт, градежните работи за обновување на пругата од една делница од коридорот 10 и либерализацијата на пазарот се означени како долгорочна и краткорочна цел. Какви мерки се преземаат во исполнување на тие цели, го прашавме министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Сакам да потенцирам една работа, тоа е дека во Законот за железнички систем многу јасно е пишано дека отварањето на пазарот или либерализацијата би се случило со влегувањето во ЕУ. Меѓутоа, она што ми го поставивте како прашање, тоа е делот на подготовката на овие компании. Сметам дека ние тоа дел работи поклопуваат со она што ќе значи реално реконструкција, одржување и се разбира изградба на железнички пруги кои што се однесуваат поготово на коридорот 8 или одржувањето на
Коридорот 10 со кракот 10D кој што го подразбираше делот на Битола Кременица кој што е практично во завршна фаза. Така да подготовките во тој дел владата на Република Македонија ги прави. Исто така се прават одредени студии и анализи кои што дополнително ќе бидат во најбрз временски рок завршени, така да сметам дека оние предпријатија кои што се поврзани во делот на железници, ние гледаме на секој можен начин, не само да ги одржиме, туку навистина тие во наредниот период да функционираат. Министерот додава дека подготовката на државните предпријатија на железничката мрежа ќе се клучни за земјата да биде подготвена пред да се смени членот од законот кој го држи пазарот затворен. Нашите постапки, она што навистина го се обидуваме да го направиме во овие година и пол и се надевам дека тоа ќе продолжи во наредниот период, нема да значи дека Македонија ќе биде по било какви основи и во делот на железницата одбегната. Јас мислам дека ние, согласно програмите кои што ги имаат двете јавни предпријатија, владата на Република Македонија, мислам дека апсолутно ќе ги исполниме сите оние обврски кои што треба да ги исполниме и тоа заради нас, не заради други, и се со цел да тие навистина предпријатија, тие железнички предпријатија бидат стварно отворени према пазарот во наредниот период. Во извештаите на Европската комисија за напредокот на земјава во поглавието транспортна политика, со години се провлекува истата препорака: земјата да се фокусира на спроведувањето на мерките за поврзување на железницата и за отворање на пазарот на железнички транспорт. Пред воведувањето на одложената либерализација, овој пазар законски беше отворен и тогаш, за влез во него, покажа интерес чешката Локотранс и словенечки железници.